Добро вечер во 24 анализа, вечерва со мене, Менча Танасова Точи. Мојот вечерашен гостин е човекот кој што управува со здравствената каса и парите на осигурениците. Добре дојде за господинот Ден Дончев, директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Добро вечер, благодарам за поканата. 9 месеци сте на оваа функција, а постојано ги одбегнувате интервјуата, јавните настапи во медиумите. Што ве натера сега да го прифатите ова интервју и да се појавите тука? Имате веќе што да кажете? Добро, не би рекол дека постојано ги избегнувам интервјута. Имав едно големо интервју за Фокус пред некој месец. Мислам сум излегувал на некоја друга телевизија и сум имал така помали настапи, но секако можам да кажам дека сепак ми требаше одреден период да направам една длабинска рентген снимка за состојбата во македонското здравство и да зборувам од позиција и на знаење и на авторитет на како ја гледам состојбата, кои се проблемите, но уште поважно, кои се решенијата. Така е, пред да предеме на таа тема, она што го работите сега, уште едно прашање. Вашето назначување за директор на Фондот за здравствено осигурување во јавноста беше протолкувано како одолжување на премиерот Заев заради снимките од Македонска банка кои што му ги дадовте во 2014 година. Тоа е вашето тумачење и гледање на нештата. Јас со господинот Заев имам долгогодишна релација. Сум го советувал за одредени прашања, сум давал моето мислење тогаш кога го барал и сум бил борец против режимот на Груевски, не само со господинот Заев и пред тоа. Знаете што? Секако дека битката, која веќе поставувате политички прашања, секако дека битката против режимот на Никола Груевски беше предводена од господинот Зоран Заев и СДСМ и секако дека носи лавовскиот дел на таа битка, но многу е погрешно да мислиме дека исклучиво не, се извинувам, не беше исклучиво нивен проект. Сите слободумни граѓани кои сака независна демократска, слободна Македонија се приклучија кон таа битка, да и тука секако што кажа господин Заев го носи лавовскиот дел, но тука беа и независни граѓански институции, невладини организации, други политички партии и јас секако мислам дека имав и свој скромен придонес кон таа битка и во која секако успеавме. Така. Добро, после овој вовед одиме во делот кој што сега го работите. Тоа е управувањето и менаџирањето со Фондот за здравствено осигурување. Кога дојдовте на позицијата, рековте дека ви треба малку време да видите што најдовте, како понатаму, што успеавте да скенирате до сега. Дали здравството било приоритет на оваа држава? За жал, ситуацијата во здравството е лоша и тоа благо речено. Дека не бил приоритет на претходната влада на Груевски, тоа е повеќе од јасно и очигледно. И на некој начин сега ја плаќаме цената на таа небрига, на таа не давање приоритет или избор кон тоа што е важно во едно општество. Знаете што здравството и образованието во крајна линија се огледало, не само најважна сфера, туку огледало на вистинскиот стандард во едно општество. И ако мериме ситуацијата која се наоѓа во здравството, посебно во јавното здравство, тогаш Македонија на вистина е во лоша ситуација. Кој деве неколку важни сфери. Прво, инфраструктура, се претежно за јавното здравство зборуваме. Генералната инфраструктура во јавното здравство е на многу ниско ниво, посебно во одредени инстанции. Организацијската поставеност е мощна, неефикасна. Информационите системи со кои требаше да бидат приоритет поодамна се на многу не дисорганизирано и неинтегрирано ниво и од да речам иновативните лекови кои дојдоа на пазар од последните 10-15 години секако дека се достапни, но далеко од количината во која треба да бидат достапни и наместо да ги давале селективно по разни причини зошто одредени пациенти добиваат одредени иновативни лекови, а други не, тоа го немаме. Сега, ако може само на кратко за инфраструктурата.
Видете, менче, не сакам да бидам сватен погрешно или да не звучи грубо, но сакам да уверам во следното. Има некои кланици за добиток во Швајцарија кои сигурно колат добиток под похумани и похигиенични услови, отколку што ние оперираме човечки екстремитети кај нас во ортопедија. Не знам дали сте биле во ортопедија или не. Се реновираат сега салите, ама сега. Отидете во операционните сали 8 септември и ќе видите под какви услови се оперират. Значи, далеко, дека приоритет на претходната влада не било здравството, ево од овие два еклатантни примери. И јас би рекол следното, секој граѓанин кој се восхитува на небулозниот проект Скопје 2014 и се што тоа што беше, нека отиде да види одредени услови. Веќе знаеш што, економијата во крајна линија наука прво и пред се на избор. Неедно општество не може да има све што посакува. Но вистинското прашање е што правиме со тие ресурси што ги имаме. Груевски имаше избор или да потроши пари на здравство или образование, или да го потроши онака што направи. Значи, дека не било приоритет и цената на тоа ga плаќаме. Втората поента што кажа в организацијска поставеност. Наследивме небулоза од 114 јавни здравствени установи, 114 директори, 114 економски директори, 114 управни одбори, 114 комисии за јавни набавки, ве молам. Тоа е невидена организацијска небулоза. И голем трошок. Апсолутно голем непродуктивен трошок. Значи, наместо да трошиме на тоа што е потребно за граѓаните, потрошиме на административните работници или административните трошкови кои произлегува од начинот на кој предходната влада го постави организацијска поставеност во јавното здравство. И еден од нус ефектите од тоа е дека лекарите кои видоа дека нема подобрување на нивниот личен стандард, бегаат во Германија, Швајцарија за многу повисоки плати. И трагедија е дека денеска имаме ситуација каде што просечната старост, возраст на лекарски персонал во јавното здравство надвор од Скопје е 58 години. Тоа покажува еден систем кој е близу до колапс, доколку не преземеме иминентни и неопходни мерки тој процес да се stornира и да се врати назад кон подобро. Третиот момент кажав за информационите системи, зашто сигурно ќе зборуваме и во поголем детал. Меѓутоа имаме еден дисорганизиран систем кој многу малце квалитетни податоци дава во реално време, се трошат многу пари, тоа е друго прашање. И значи, без квалитетни информациони системи во 21 век, во сложен систем како што е здравството, бидете сигурни дека имате нерационални трошење на пари, корупција, злоупотреба и така натаму. Значи, сите тие се проблеми кои се наследени, кои барат тешки и храбри одлуки, но за кои постои решение за здравството да стане повторно на местото кое што го заслужува, а тоа треба да биде еден врвните приоритети за едно општество. Дали Македонија троши доволно за здравство? Знам дека не. Секако не. Но според вас еве. Не, тоа не. Значи тоа е многу јасно и транспарентно, може да го видиме. Македонија во ерата на Груевски просек трошеше околу повторно, сега е нова влада, значи да не зборуваме за што ќе биде понатаму момент, но сега историски 350-400 милиони за буџетот. Валидниот показател е кој процент од БДП се троши на здравство. Во Македонија просекот последните 10 години беше 5,5%. Да направиме споредба со Европска унија 27 земји што се, просекот е околу приближно 9%, над 8,5%. Меѓутоа, развиени земји како Швајцарија, Германија, Холандија се приближно 12% од БДП оди на здравство. Значи, здравството, што повеќе вложуваме во здравството, што повеќе здравството ќе ни врати. Значи, да одговорам на вашето прашање, не, Македонија е далеко под нивото што треба да биде, за да троши соодветен износ од БДП кон здравството. И тоа е еден од приоритетите на новата влада преку проектите и заложбите што ги има во стратешките цели, бидејќи секако без одвојување дополнителни средства во здравството, голем број од овие стратешки цели не би можеле да се исполнат.
Предпоставувам, имате стратешки цели, имате зацртано. Па, видите, јас можам да зборувам за финансиските импликации на стратешките цели. Секако, нели, да не навлегувам во надлежностите на Министерството за здравство, кој покрива повеќе од аспект на здравствениот аспект и политиката во здравството општо, меѓутоа од финансиските импликации и цели на новата влада, преземени од програмата на владачката партија, можеме да одвоиме неколку. Прво, значи сега ова е долгорочни цели, нели, бидејќи ништо не може да се случи на краткорочен план, но на долгорочен план. Прво, програмата предвидува дека ќе има дуплирање на платите на лекарите и медицинскиот персонал во здравството. Тоа тргна малку потешко и малку побавно, дури септември 5%. Но тоа е многу важно да ги вратиме, да ја вратиме мотивациите кај тие луѓе. Значи тоа е апсолутно поштапе, но нешто поштапе и со платите на јавни изгонување, со дежурствата, со специјализанти и така натаму. Но секако веќе е на врвот на приоритетите. Да ги вратите докторите, можеби од приватното во второто е, кажавме програмата дека во наредниот период таргетот е специјалистите во терцијалното здравство да имат плата од 100.000 денари месечно. Капитацијата на матичните лекари, долгорочниот таргет е од сегашните 55 денари да отиде на 90 денари, или во случајот на стоматолозите и гинеколозите во наредниот мандат, значи во наредните 4 до 6 години. Да. Но секако е многу поголемо од колку што е постигнато во претходните 4-5 години. Зошто? Бидејќи ова е стратешка цел. Јас уверувам дека здравството не само што е стратешка цел на владата, туку знам колку лично, колков приоритет и колку лична заложба премиерот Зоран Заев става во здравството, и затоа верувам дека престојат добри денови за здравството како целина и за граѓаните на Република Македонија. Што правиме со инфраструктурата? Ја спомнавте на почетокот. Едноставно кажано, некои болници во внатрешноста се во катастрофална состојба. На страна салите во хируршки клиники или во 8 септември, од каде што излегува многу болнички инфекции, каде што настрадаа многу пациенти. Значи, наједноставното решение би било да кажеме дека треба повеќе пари, но не секогаш решението е во повеќе пари. Како што кажав, моментално имаме една гигантска бирократска машинерија од 114 јавни здравствени установи, каде што имаме многу нерационални расходи, автономно децентрализирано функционирање. Знаете што, да направиме една споредба со Маđarска, земја од 8 милиона народ, ако не грешам, која има 200 јавни здравствени установи. Македонија со 2 милиона народ има 114 јавни здравствени установи. Значи, апсолутно идентификувавме и веќе во тек е процес на фузирање, на спојување на одредени, мислам во Кочани веќе се направи еден прелиминарен. Апсолутно. Зошто? Со цел да намалиме нерационални расходи и трошоци. Со цел да има повеќе пари за тоа што е навистина потребно. Инфраструктурата, поголеми плати, поголем пристап до медицина за пациенти. Бидејќи тоа е тоа што е важно. Не е важно дали оперираме во Кочани од 3 посебни простории или од едно. Односно е важно, бидејќи порационално би било од едно. Значи, првиот чекор е да бидеме рационални во бројот на јавни здравствени установи. Не зборувам овде за отпуштање на персонал или на работници, бидејќи тие секако се потребни. Туку зборувам за елиминирање на непотребни и непродуктивни расходи. Значи, тоа е првиот извор на дополнителни средства со цел да се вложуваат токму во инфраструктурата, што треба да биде еден од приоритетите. Второто, како што кажав, природно, со амбициозните проекции и програмски приоритети што се во програмата на владата и на владачката партија, неминовно е дека во наредниот период ќе мора да се одвојува начинот на кој, дали преку субвенција од буџетот или било како, тоа не е битно, но тоа што е битно е, значи, да дојдеме до некоја поголема ставка на расходи, односно на средства во здравството како целина, како процент од БДП. Значи, тие се начините на кои ќе се возможат дополнителни средства за вложување и во инфраструктура и во поквалитетна медицина. Тука да не зборам сега уште една небулоза што Груевски исто така направи, бидејќи зборувавме многу често во текот на шарената револуција за клиентелизамот на Груевски. Здравството е еклетантен пример на клиентелизам на дело. Небулоза е да имаш 114 комисии за јавни набавки,
со земја од 2 милиона народ и секој од нив поединечно набавува лекови, ве молам. Па знаете што, отидете, мислам, наедноставно речено, на зелен пазар, не знам, 1 кило компир е 50 денари, 3 кило за 120. Мора да следи период на централизација на набавките на лековите. Но сакам да кажам само како макро, како начин на заштита на пари. Значи не е дека да, пари секој пат се потребни дополнително, но сакам да кажам дека системот кој го наследивме има огромни трошици кои се уште не можеме ни целосно да ги дефинира до кој степен се одливат непотребни средства. Се трошело ли нешто нерационално во самиот Па еве ви кажав, самиот начин на набавка на лекови е нерационално. Начинот на функционирање на 114 автономни децентрализирани ентитети во јавното здравство е нерационално. Самиот чин што немаме интегриран информационен систем кој може да дава податоци во реално време за сите институции. Молам далеко од тоа. Се потроши околу 7 милиони евра. Електронска здравствена картичка, односно јас ја нарекувам скапо платена верна картичка од Мак Петро, бејќи освен основни податоци немаше многу во неа. Колку проценти од вкупните средства од се на осигурениците? Значи, од вкупните средства колку се на осигурениците? Значи, прашањето ми е дали на осигурениците ќе им се дадат повеќе права во фондот да можат да одлучуваат за средствата, дали во управниот одбор, дали во другите тела. Не го разберам целосно прашањето, бидејќи ние постоиме да ги обслужуваме потребите на осигурениците. Дали ќе имате членови од синдикати, имате членови мислам во тој контекст. Не, тој контекст да имаме и сега представници. Имаат увид како се трошат. Секако и сега имаат увид. Се извинувам, не го разбрав прашањето. И секако дека имаме представници во врапниот одбор. Уникатни сме како институција, државна институција во тој контекст, бидејќи членовите на управниот одбор се токму од различни граѓански и медицински асоциации. Пензионерите има. Пензионерите, не знам, фармацевска комора и така натаму. Значи, сепак имаме широк спектрум. Секако, па јас мислам дека од аспект на транспарентноста можеби не сме доволно транспарентни, но мислам дека сепак на тоа поле објавуваме прилично голем број на податоци со задоснување секако, но мислам дека имаме широк спектар на информации и секако дека не значи дека не можеме да бидеме уште потранспарентни и патем речено во новата реорганизација ќе имаме и сектор за транспарентност, што уште повеќе ќе оде во прилог да информираме јавноста за случувањето во фондот. Буџетот е некаде ми се чини за 18 милиони повеќе од минатогодишниот. Ќе биде ли доволен за да се задоволат потребите колку толку? Самиот кажавте дека парите се малку. Видите, значи потребите секој што кажав ќе бидат доволни да ги задоволат потребите онакви како што денеска се. Но како што кажав мора да одиме кон многу подобри и квалитетни услуги кон граѓаните. И тоа е да речам, не може тоа да се постигне на краткорочна цел, туку на среднорочна и долгорочна цел. И сакам да кажам дека со некои проекти што ги започнуваме, посебно со амбициозниот проект за интегриран информационен здравствен систем, оди токму во прилог за не само колку е приливот на средства, туку точно каков аутпут добиваме за одливот на средства. Тоа е тоа што најмногу недостасува во менеџирањето на здравствен систем. Каков аутпут, што точно добиваме за парите што ги трошиме. И тука мислам дека е и најголемиот проблем, но и најголемата можност за зголемување и на продуктивноста и на ефикасноста при начинот на кој се трошат тие пари. Добро, тоа е еден процес кој што најавивте дека ќе трае 2-3 години. Малку подолу за тоа, одиме со лековите, тоа е тоа што најмногу ги интересира граѓаните на оваа држава и осигурениците. Лековите од позитивната листа најавивте дека ќе ги има во аптеките, се уште е ситуацијата иста, ги има до 10 до 15 во месецот. Како можат и кога можат граѓаните да очекуваат дека ќе има лекови на рецепт во секое време? Да не ги купуваат, да ги добијат, затоа што плаќаат здравствено осигурување. Да го одговорам ова прашање на начин на кој комплексен е проблемот. Е комплексен, но ќе се обидам да го објаснам со системот како што сега е наследен и што би било визијата за иднина да воопшто нема недостаток на лекови како. Значи прво
мислам дека недостатокот е до некаде предимenzionиран, да, март навистина имавме проблем и затоа излегов проблем што не е сега, се провлекува со години. Секако, меѓутоа посебно март од сезонски аспект, од разни причини, секако дека беше вонреден месец, мислам дека овој месец, последен месец не е толку драстичен проблемот. Знаеш што, значи како што сега постои системот, има неколку прашања. Прво, знаете што, има самото психологија што е наметнато кај граѓаните дека мора да купуваме лекови бидејќи може да дишнеш, на еден начин станува процес кој сам по себе се исполнува, бидејќи граѓаните веруваат дека нема да има лекови, брзат да купат дали им требало или не им требало, ние немаме доволно увид ама немаме ние увид. Значи дека лекарите издаваат повеќе рецепти. Тоа може да значи дека издаваат повеќе што е рационално, да. Ние сме нашле еден екстремен пример кај што еден лекар издал 25 рецепти за Фостер, што е релативно скап лек, во еден месец. Сакам да кажам дека системот кој што е сега злоупотреба само поради тоа што немаме увид во реално време за што се случува на примерно ниво. Значи, ние постоечкиот систем имаме 1200 матични лекари, кои од просек имаат околу 2000 пациенти, односно осигуреници ги водат како нивни клиенти, бидејќи од нивен аспект тоа е, нели речеме, сепак бизнис. И ние во фондот немаме никаков увид во реално време кој матичен лекар издавува колку рецепти на кој пациент. Значи да би имале системска контрола, да знаеме системот мој термин, нели? Мој термин е посебен проект кој е направен од група на повеќе ентузиасти, добро направен проект за парите што потрошени, но верувајте со многу мал инпут или стратегија од тогашниот министер за здравство. Но тоа е но како да е, мој термин навистина треба благодарни што го имаме. Ќе го тргнете мој термин? Сакам да кажам дека ќе го наградиме, но треба значителна награда на мој термин. Но сега зборуваме за системите на фондот, не на Министерство за здравство. Бидејќи здравство сепак повеќе гледа од здравствен аспект, фондот примарниот интерес од финансиски аспект. Сакам да кажам дека и преку мој термин можеше да се видат колку рецепти се издали или колку пати. Не сме се интегрирали со фондот, така немаме, фондот не е поврзан со матичните лекари да знаеме точно во кој момент, значи во реално време, значи ние да би биле поврзани, би може да ставаме на контролен механизам, секој, не знам, матичен лекар кој издава повеќе од 5 рецепти на поединечен пациент, веднаш да ни дава извештај и да контролираме зошто тоа се случува. Ние тоа може да го тврдиме дури после месец, 2-3 дена. Значи дека можно е да има повеќе издавање на рецепти што е потребно, е можно. Тоа е прво. Второ, знаете што? Аптеките? Сега да ви кажам, значи ова е јако на еден начин да бидам внимателен како ќе објаснам тоа, меѓутоа начинот на кој фондот плаќа кон аптеките сега е следниот. Ние добиваме фактура од поединечни аптеки, односно како ПЗУ, за одреден месец со приложени рецепти. На годишно ниво се 23-24 милиони рецепти. И сега, барем до сега, единствена контрола што имаме, ние мора да ги прифатиме тие рецепти како веродостојни. Дека стварно вистински осигурено лице, вистински човек отишол во таа аптека и навистина подобно тој лек. Меѓутоа, дали подобно 1, 2, 3 или 10 лекови, не можеме да го направиме без мануелна контрола. Сега, колку е далеко од... Значи, не сакам да преодицирам ништо, но, значи, дека се можни злоупотреби кај одредени матични лекари се можни. Се слушат разни шпекулации дека одреден процент на лекови кои се издават преку позитивната листа завршуваат на пазари во соседни земји. Бејќи што би требало да се случи да има, бејќи кога е толку сложен процес. Или имате индици за такво нешто? И има индици и има шпекулации. Меѓутоа дека има, сите знаеме дека има одреден процент што завршуваат во соседни земји. Се земаат од аптеките и се продаваат надвор. И што би требало да се случи да системот е 100% независен од човечки фактор? Тоа беше интенцијата на така наречената здравствена картичка, која е дигитален подпис дека вие, како Менче Точи, навистина сте биле кај матичен лекар. Тик, значи, навистина биле таму. Матичниот издава рецепт, кој треба да биде рецепт, електронски рецепт, што патем речено ќе биде меѓу првите проекти што ќе направиме, доаѓа кај фондот, со иста картичка оде во аптека, го подига лекот, така, и во тој момент
истиот рецепт доаѓа во фондот и имаме мечинг дека човекот навистина бил кај матичниот лекар, навистина бил во аптеката и има мечинг на двата процеси. Во недостаток на таков електронски мечинг, во сложен систем со 25 милиона рецепти на годишно ниво, апсолутно е можно злоупотреба. И знаеме од искуството во регионот пред да воведат електронско здравствено досие, дека тоа се случувало. И нема причина зашто сме наивни да мислиме дека тоа не се случува овде. Но добрите вести се дека тоа ќе го решиме во наредните 2 години, а со рецептот и многу побрзо. Зошто мора да постојат квоти? Квотите Зошто се ограничени? Знаете зошто квотите? Квотите е систем во кој викаш следното. Знаеме дека е можно злоупотреби, но ќе го лимитираме буџет. Значи квотите е можеби не е соодветен термин, веќе квоти повеќе асоцира на број. Буџетот е лимитиран за одредени лекови. Да, во рамките на тој буџет одредена аптека може да издавува одреден број на лекови спрема продажната цена на тој лек. Значи, механизмот на воспоставување на буџет е механизам со кој се контролира парите, максималниот износ на пари кои се потроши, бидејќи системот на еден начин кажува дека ние не сме сигурни дека нема да злоупотреба. Бидејќи ако се вратиме на процесот што го обяснав, ако имаме електронска здравствена картичка која е поврзана системски со фондот со здравство и секоја аптека и секој матичен лекар, не ти е потребно систем во кој знам како функционира во Австралија. Јас можам да отидам и не ти е потребен впрочем и системот на матичен лекар, бидејќи секој лекар го има твоето електронско досие на увид. Значи можеш да отидеш во било кој лекар на примерно ниво, ти издава рецепта, по електронски пат може да ја подигнеш од било каде и системот е сигурен дека нема злоупотреби. И кога системот е сигурен дека нема злоупотреби, не ти е потребен ниту систем на квоти, ниту систем на лимитирани буџет, бидејќи си 100% сигурен точно колку се троши на лекови. Во овој момент системот не може да биде 100% сигурен во веродостојноста на колку се троши на лекови или колку би се трошило на лекови, доколку кажеме дека не постои буџет. Значи фондот нема потполен увид во рецептите. Апсолутно немало. Квотите се покажаа како неуспешни и како заштитен механизам. На крајот страдаат пациентите. Од аспект на финансиски аспект, условно речено успешен, бидејќи ставува горен плафон. За вас. Да. Меѓутоа дали најдобро ги обслужува? Осигуреници си купуваат лекови. Но повторно, може би некој злоупотребува на. Значи има тука и елементи на злоупотреба и елементи на јас сум сигурен дека имаме елементи на домашни аптеки, односно навика да се да прават домашни аптеки. Во смисла дека можеби прибираме повеќе лекови од колку што треба, бидејќи не веруваат токму поради овој психолошки момент дека не дај Боже, како што би рекле, така да не се нема квота следниот месец. Значи тоа е еден само исполнувачки процес кога луѓето ќе на некој начин изгубат доверба по системот. И тоа е тоа што се има случено последните 10 години. А тоа ќе се реши само по пат на електронско здравствено досие. Но еве ограничени се со рецепти, матичните не може да препишуваат се и се што, значи мора да има извештај од специјалистот. Сепак работите им се оттежнати на пациентите, а не го добиваат тоа што треба. Јас не знам, може би некој злоупотребува, може би аптеки злоупотребуваат или одредени лекари, но грото од пациентите се оштетени. Си купуваат лекови. Значи, сакам да кажам, само ги дискутиравме различните фактори кои можат да придонесат кон недостаток во одреден период за одредени квоти, како што некој така буџетот. Значи, не сакам да кажам дека тоа е единствената причина, но тоа поентата ми беше дека Фондот за здравство не може да тврди дека има 100% увид во точно што се случува со рецептите. И тоа се решава само со воведување на така наречениот Electronic Health Record, односно електронско здравствено досие, кај што ќе има увид точно за секој пациент, на кој ден, до кој матичен, што му било препишано, од каде го подима рецепт. И тоа не е топла вода, тоа е постои во други земји и голема трагедија апропо нашата почетна дискусија зошто не се вложило во ова наместо во не знам фасадите или спомени се што тоа е вистинските трагедии нашето општество последните 10 години. Го спомнавте интервјуто во неделникот Фокус и тогаш спомнавте, обелоденивте дека лекови од Турција, произведени во подземни капацитети, спакувани во амбалажа на оригинаторните лекови,
се внесуваат во државата преку паралелен увоз, влегуваат без сертификати од производителот и спомнавте и лекови од Сирија. Имате ли докази за такви нешто? Тоа се сериозни обвинувања од човек кој што е, нели, директорува со здравствената каса. Да ја подигнеме јавната свест, да кажеме да се вознемирија граѓаните и им должите објаснување. Има ли сериозни индици за такво нешто? Па видите, значи прво околу недела, две недели после тој интервју, самата Светска здравствена организација излезе со една голема студија во која самото укажа дека во земји во транзиција прилично 10% од лековите се фалш. Значи, ако викаме дека се фалсификува, значи тука не треба да граѓаните да имат потреба од страф, веќе не станува збор. Знаете што? Со лековите вие имате сигурни извори, тоа ми беше прашање. Да завршим, значи нема потреба од страф, веќе нема ништо штетно во тие лекови. Единствено може да биде пласибо или ги нема сите здравствени. Ама што е фалсификувано? Што се фалсификува? Содржината различна. Јасно. Меѓутоа, значи ако се биејќи лекот ја нема супстанцата која што треба да ја има. Но не значи дека е штетно само по себе си, да, значи не делува како што треба. Има и такви како и да е. Ја подигнавме свеста. Сакам сега да видите дека денеска превзимаме се уште адхок решења, што не се системски, да Министерството за здравство веќе предлага закон со кој значително ќе се подобри квалитетот при паралелниот увоз. Долгорочната визија ја кажав, централизација на лекови кај што директно ќе преговараме со оригинаторите, кај што ќе има и загарантиран квалитет и секако намалување на цена, што би требало да амортизира било какво зголемување на цената од паралелниот увоз. Меѓутоа, да ви кажам еден пример само денеска. Еден специфичен лек во еден од поголемите клиники, кај што во директни преговори, кај што со ангажирани во еден партнерски однос, ја симнавме цената на еден значаен лек при употреба на меланома на исто ниво што беше од паралелен увоз. Оригинатор производител. Сакам да кажам дека бев во Хрватска. Ако се сака, значи може да се ама целата фама дека паралелниот увоз ги намали цените во еден дисорганизиран систем. Да, кај што патем речено еден од најблиските луѓе на Груевски, еден од најголемите добитници на тој паралелен увоз. Но тоа не го гледаме, така, зошто се направи паралелниот увоз. Но бев во Хрватска, Хрватскиот фонд за здравство, каде што набавки на лекови се централизирани преку фондот, каде што фондот влегува директно во преговори со оригинатор компаниите и ве уверувам дека во голем број на случаи цените што ги лично ги видов, што ги постигнуваат за скаповите лекови, како Маптера, како други такви лекови, се исти како што ние ги постигнувавме од паралелен увоз. Значи, фама е дека паралелен увоз ги намали цените на скаповите лекови. Ги намали во контекст на една поставеност што постоеше, што не беше примамлива за големите фарма компании да учествуваат на тендер од милион евра, 2 милиона. Нема. Не, значи, спомнавте кумот на Груевски, спомнавте уште две фирми, на кого мислевте две други фирми? На кои други фирми мислевте? Тогаш спомнавте три фирми. Има една фирма што поранешен директор на Фондот здравство, што е апсолутно неморално и во најмала рака представува конфликт на интерес, кој сигурно не бил поставен случајно на тоа место тамо, што значи дека апсолутно има релација. Странец, кој ја скенирал веројатно ситуацијата. Кој сигурно е бил близок со Лејачката партија тогаш и сега сигурно со нивно аминување и благослов на еден начин соработуваат да ги формираат овие фирми. Добро, но и сега имаме две фирми кои што доминираат, а Груевски веќе не е на власт. Исто така со паралелниот увоз. Приказната со паралелниот увоз не е завршена, се додека го немаме закон. Кој е граден 10 години, не може преку ног да се смени кон подобро. Треба да сме свесни. Систем кој е граден 10 години. Но треба да знаеме кон што стремиме. Мислам дека визијата и на министрот Филипче и тоа што сме кажали дека одиме кон систем што ќе го гарантира квалитетот на лековите по најоптимална цена. Тоа е среднорочна план. Знаете дека
законот беше вратен на доработка и за 4 месеци додека се доработуваше законот за лекови. Во делот на паралелниот увоз поминаа околу 30 тендери, од кои 11 од паралелен увоз. Меѓутоа, самите паралелни увозници денеска се плашат и трчат да обезбедат гаранција за квалитетот на тој лек. Па ќе ви кажам, не се што се увезува преку паралелниот увоз е лошо. Далеко од тоа. Но ако системот велеше преку прсти претходно, им беше дозволено да прават тоа што не треба да се прави. Сега и самите паралелни увозници се свесни дека било која измама ќе биде санкционирана. И тоа беше доволно само по себе си, да денеска и преку паралелниот увоз имаме многу поголема доза на сигурност дека лековите се квалитетни и оригинални отколку што имавме претходно. И тоа на еден начин ја постигна целта со која сакавме да ја постигнеме. Што, кога говориме веќе за Турција, им должиме и објаснување на гледачите дека не значи дека во Турција има лоши лекови, но во 2013 година, кога беше сменет законот кај нас, и кога се воведоа трети земји, во Турција беа фатени 60 луѓе од Интерпол како фалсификуваат лекови. Тие се организација од Турција. Турција има високо развиен здравствен систем. Голем број од нашите пациенти кои ги праќаме за лекување во странство во Турција и камоли среќа да ние имаме некои здравствени капацитети што денеска постојат во Турција. Така што кога зборуваме Турција, зборуваме за одредени илегални или неморални канали кои впрочем знаеме постојат во секоја земја. Но прашањето на државата е што прави да ги спречи тие канали. Претходно не биле. Сега сме и ќе бидеме уште по ригорозни за елиминација на било кој сомнителен лек. И тоа се случува и се случува. Да им ја гарантирате безбедноста на граѓаните во однос на лековите. Затоа што, добро, малме постои, пак се враќаме на информациони системи. Има нешто што се вика QR кодинг, што ни овозможува да го пратиме движењето на лекот од производителот до крајниот корисник, да знаеме точно кој корисник го прави. Ако имаме волја да го спроведеме тоа, не само каде, туку и кој корисник дали во Турција, дали тука, кој ја отворил секоја поединечна набавка или лек. Така што све се решава, прашањето е на волја, на знаење и на определеност да се направи тоа. Позитивната листа на лекови, иако е малку повеќе во доменот на Министерство за здравство. Малку повеќе во доменот на Министерство за здравство, но повторно уште една небулоза во последните 10 години, нели? Ниту еден само еден нов лек е внесен за последните 10 години, значи имаме застарена листа, знаеме колку иновативни лекови излегоа на пазар во последните 10 на 12 години. Знаеме се што се случи во фарма индустријата, значи да се уште имаме застарен лист на позитивна листа е зло дело само по себе си. 14 комисии кои одлучуваат кој лек да би одел или излегува таа позитивна листа е буквално правилото на Черчил, ако сакате нешто да не... Кој што кажал Черчил, ако сакате нешто да не се направи, формирате комисии. Еве го на дело. Повторно, Министерството знам дека веќе во завршна фаза е со предлог до Собранието за измени, што ќе направи многу поефикасно и побрзо начинот на кој ќе се регулира позитивната листа, и тоа ќе биде исто така еден од позитивните чекори што ќе следи наскоро. Ги спомнавте централизираните набавки, цело време ги спомнувате, ајде да не ги скокаме, значи која е целта? Рековте да се намали цената на лековите. Значи, кога се планира тоа? Има реакции од директорите на болниците, зошто реагираат? Им се одземаат ингеренциите. Тие велат, сега некој друг ќе менаџира со нашите пари. Се разбира, тоа се пари што им ги дава фондот, но нивните буџети се нивни. Вака. Мислам дека директорите со кои јас сум зборувал, кога добро ќе ги објасниме целите, придобивките и причините зашто ова е необходно, мислам дека нема кој не кажал дека ова е потребно на здравствениот сектор во Република Македонија. Како што спомнав, имаме 114 јавни здравствени установи кои имат преку 15 неконсолидирани сметководствени системи кои не комуницираат меѓу себе.
имаме различни системи за менеджмент на инвентарот, бидејќи од аспект на болницата лекот е инвентар. И може да се случи еден хипотетичен пример, не знам, болница во Тетово распишува тендер за аспирин, болница во Струмица има вишок на аспирин. Тоа е недозволиво од аспект на менеджирање на еден систем, кој е еден систем, без обзир дека едната локација е Тетово, другата е Струмица. Мора да има комуникација меѓу сите системи. Затоа акцентот го ставам на интегриран информационен систем, што меѓу другото мора да значи и интегриран систем за менеджмент на инвентарот. Инвентарот, каде што инвентарот се лековите. Значи, тоа е првото. Второто, ако воведеме таков систем и ги консолидираме набавки, наместо да одиме со 20-30 поединечни тендери, кај што кажав, меѓу другото, не успееме да го привлекуваме вниманието на големите фарма компании, туку сме заложници на локални веледрогерии, кои во крајна линија ништо не придонесуваат кон оваа стопанство, туку така не се производители на лекови, со исклучок секако со исклучок на производители како што се алколит, нели, тие се наши домашни компании кои секако треба да ги заштитуваме и да им даваме приоритет дури во контекст на меѓународно здравство, но било што друго се увезува, тоаш прашањето е кој е националниот начин да се увезува. Тоа е единствено прашање. Сега, а едно е да би имале 30 различни тендери, друго да имаме 1, 2 или 3 тендери на годишно ниво, а болниците да си ги планираат. Каде што болниците едноставно ги доставуваат барањето до централното тело, а тоа централно тело навремено планира со набавките и дистрибуцијата. Една Франција има централизиран систем за набавка на лекови. Земја од колку милиона народ на јавното здравство. Зошто? Бејќи сватиле дека тоа е најефикасниот и најкост-ефективниот начин за државата и за здравството. Јас ви кажав причината. Причината е апсолутно во клиентелизмот на дело во Груевски, каде што стави 114 директори на сметка на државата, бидејќи него не му беше важно дали ова е рационално и ефикасно, туку му беше важно да му бидеш лојален. Добро, а сега тоа со позајмени пари што е приказна само по себе си. Значи, јас не верувам дека било кој директно на јавно здравствено станок има било што против, ако се каже дека најголем придобивка од тоа е обезбедување квалитет и значително повеќе лекови за пациентите болнички. Апсолутно. Но сепак, тука се и некои привилегии на директорите, можеби добро, затоа ова ќе бара конференции во странство и такви работи. Добро, за провизии, ама тоа не значи дека конференции во странство дека не би можеле да одат и понатаму. Тоа мислам дека тоа не поврзано. Добро, но како и да, но ова бара сепак една политичка одлука. И јас сум секако со министерот за здравство зборува, темата е разговарана со премиерот, но сепак ова е една политичка одлука која сепак ќе бара во крајна линија политички, па сега тоа е како што кажав, јас веќе имам сознание дека договорите им се праќаат на некој од директорите. Не, тие се адхок решенија. Сега зборувам за системско решение. Сега нешто правиме како што кажав адхок со цел да подобриме таму кај што можеме, но не е системско решение на централизм набавка како целина. Тоа ќе бара и законска измена и веројатно и политички консензус околу начинот на кој тоа треба се прави. Јас зборувам за консолидирање на макро ниво, на целина. Тоа секако некои инициативи што ние ги преземаме министрот се добри на краткорочен план, но зборувам за долгорочно централизирање во вистинска смисла на зборот. Се најавуваат, но можеби е потребно малку повеќе јавноста да биде информирана и да им објасните на луѓето зошто е тоа така. Нели? Добро, одиме со реклами, се враќаме повторно во студиото.
Се враќаме повторно во студиото, разговараме со директорот на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев. Ги спомнавме болниците, би сакала само кратко, нивните долгови, според мои сознанија, се некаде околу 30 милиони евра. Поблиску до 60 милиони евра. Значи се зголемиле за неколку месеци? Не, тоа е ситуација што ја наследивме. Така? Да, меѓутоа од тие 60 и меѓусебниот долг, добро, надворешниот долг спрема надворешниот бувачи е околу 40 милиони евра, точно. Со кондумбувачите, да. Кондумбувачите надворешни е околу 40 милиони евра. Тоа е ситуација од прилика што Како ќе ги стимулирате да создаваат да работат кога создаваат вака загуби? Ќе има ли финансиска инекција? Тоа го направи претходната влада на Груевски, која што ја спомнувате. Цело време им ги простија долговите, но пак генерираа долгови за многу кратко време. Погрешно е да се користи зборот загуба, бидејќи јавното здравство станува не е профитна организација, туку тоа е уствари индикација на недостаток на средства. Не може да си ги платат лековите. Бидејќи влегуваат во долг за да потрошат повеќе од што имат готовина. Но исто така може да биде и де факто на еден начин индикација за нерационално или непотребно трошење на средства. Но тоа повторно се должи поради немање на адекватни информациони системи и контролни механизми, што е една од најголемите проблеми. Цело време говорите за тој информационен систем. Ајде прво за електронските картички ги нема веќе одамна. Истечени им се роковите, ќе ги има ли тие електронски картички или ќе има здравствени книжки? Каков е планот за таа информациони системи се неопходни три работи. Хардвер, така тоа ти е компјутерот или денеска модерно на клауд да се ставува податоците, но тоа е хардвер, софтверот и алатки. Здравствената картичка беше алатка. Тоа е исто како да купувате лаптоп и да започнете со какво глувче да имате. Суштината не е ниво алатките, не е ниво хардверот, бидејќи тие две се најлесни работи. Суштината е во апликациите, во софтверот и интеграција на тие апликации широм системот. Во овој случај, ако зборуваме за интегриран информационен здравствен систем, станува збор за база на податоци која опфаќа 1.800.000 во најмала рака осигурени лица, сите граѓани, преку 1.300-400 матични лекари, 800 до 1000 аптеки, специјалисти 400-500, примарно болниците и терцијалното здравство, кај што треба да опфати и финансиски податоци, што е од интерес на фондот прво и пред се, и здравствени податоци, што е од интерес на болниците и на Министерството за здравство. Значи станува збор за најсложен информационен проект и база на податоци што може да се направи во Република Македонија. Не може да постои посложен систем од ова. Приказно се зборуваше пред 10 години. Може би се зборуваше, но што направиле, освен што потрошија 6 милиона евра на алатката, односно на глувчето, односно на картичките, ништо не направиле. Потрошија и за некој интегриран систем, но не видовме. Ви кажувам дека во Маđарска во 2012-2018 се воведи ваков систем и коштеше 14 милиона евра. Еве како споредба. Земи од 8 милиона народ, па вие извлечете какви заклучоци сакате од овој податок. Значи, здравствената картичка беше еден дел од системот. Важен, но не срцето. Срцето на системот се апликативните решенија. И на крајот здравствената картичка ќе испадне, како што кажа во почетокот, скапо платена верна од Мак Петро, бидејќи единствени податоци што ги имаше внатре беа име, презиме, единствен матичен број, датум на раѓање, место на живење и така натаму. Вие денеска може да ми го дадете вашиот матичен број во базата на податоци што ги имаме за сите осигурени лица. И да се види се за пациент. Значи единствено заменуваше таа картичка мануелен процес, но требаше да биде многу поголема во интеграциониот систем, бидејќи е дигитален подпис дека вие стварно сте биле кај лекарот, дека вие стварно сте го подигнале рецептот, дека вие стварно сте биле кај специјалистот, но сето тоа е непотребно во недостаток на апликативните решенја. Во соработка со Министерството за здравство веќе најавивме дека имаме сериозни намери и овој пат немаме простор за грешка да воведиме конечно интегриран информационен здравствен систем во македонското здравство во наредните 3 до 4 години, бидејќи сме убедени дека тоа ќе ги постави темелите на ефикасно функционирање на македонското здравство во наредните 20-30 години. Лиценца ќе се купува од некаде од странство? Не, тоа е многу сложно да кажеме, што тие се различни модули, како што кажав, станува збор за
стотици илјадници поединични ентитети кои треба да ги интегрираме. Направен ли е првиот чекор прво што не сме имале, тоа е стратегија за информационна технологија за фондот за здравство. Тоа никој пат не сме имале на хартија. Кај сме, кај сакаме да одиме и што треба да направиме и кои се деловните процеси кои сега постојат и кои деловни процеси треба да ги имаме за ефикасно функционирање. Без да го ставиме на хартија, тоа не може да го направиме. Впрочем, јас тој процес сум го поминал со имплементацијата на SAP системот во Телеком во 2001 година, иако Телеком како ентитет е многу по-несложен од интегрирање на здравството, но сакам да го уверам дека без конкретно нешто. Да, првиот конкретно веќе со здравство, Министерството за здравство во редовна комуникација што претходно ја немала во претходните влади со цел првиот чекор ќе биде една стратегија за информационите системи кои сакаме да ги постигнеме. Без тоа да го ставиме на хартија, не може да зборуваме за решењата. Тоа ќе биде приоритет во наредните неколку месеца и дури после тоа ќе излеземе со конкретни решења кои можеби нема да бидат и сигурно нема да бидат одеднаш, но како првите етапи. Па меѓу првите што веќе може да започнеме процесот на рецепт, електронски рецепт, и мислам дека тој процес може многу брзо да го направиме, кај што да го извадиме хартијата од процесот на издавање и подигање на лекови. Некои странски компании ќе го прават. Не, рецептот. Не, за самиот систем за кој што зборувате, веќе имате план нешто. Тоа е веќе менеџерско прашање. Но сакам да кажам колку треба да знаат кој ќе работи. Не, само да кажам, само го најавам како не сме дошли до таму да утврдиме се. Само го најавам како меѓу првите модули кои реално може да го направиме. Ве прашувам затоа што Сезоно? Ве прашувам затоа што претходно за таа картичка што ја спомнавме и за тој некаков интеграционен систем кој кошташе 3,5 милиони евра. Се што може да се прави во Македонија, прво и пред се треба да се прави во Македонија, ако сме сигурни дека тоа може да се направи. Само во отсуство на капацитет треба да го правиме надвор. Тој принцип јас го меѓу првите го кажав и со лекувањето во странство, ако веќе зборувам дека трошиме енормна сума на лекување за нашите граѓани во странство, а можеби постои начин на голем дел од тоа да се прави во Македонија, бидејќи ќе градиме капацитет овде, задржуваме пари во Македонија. Значи, и мојот и личен приоритет, и сигурно и приоритет на една разумна влада е све што може да се прави во нашата држава, треба да правиме во нашата држава. Добро, тоа се говореше и претходно, но како понатаму со лекувањата во странство? Се говореше претходно, но факт е дека минатата година потрошивме 8 милиона евра за лекување во странство. Ова година преземавме конкретни чекори. Веќе Министерството за здравство распиша оглас за издавање на лиценци на приватни здравствени садови за трансплантација на органи и ткива, што е еден од клучните предуслови за да можат некои од овие операции наместо да ги прави пациентите во Германија или Турција да ги прават. Па нема да е толку долго што мислите, не за све. Конкретно за лекувањата во странство, значи вие и јас добро знаеме дека порано или не знам сега каква е ситуацијата, одели луѓе кои што не се операбилни во странство или ова што го говорите вие сега, дека некои работи можат да се направат и тука. Од друга страна, собираме донации за деца. Граѓаните собираат донации за деца. Постои ли можност за некаков фонд? Како ќе се реши тој проблем? Тука мислам дека во еден пост Тамара свети трагедијата што беше тоа. Мислам се случија неколку, отидовме во друг екстрем, каде што нашите доктори и лекари имат многу повеќе страв за не дај Боже некој да почине мислите за тоа ги праќаат? Па мислам дека има елемент на страв, прво. Второ, свеста кај граѓаните се подигнале на поинако ниво, но во ситуации за донации конкретно кај што прашавте, мислам тука исто така има одредени Добро, има и нереални барања. Нереални, но дури ситуации кај што граѓаните се мисинформирани на еден начин. Значи, сакам да ви кажам следното, дека фондот е обврзан по закон да праќа било кој поединец на лекување во странство, кој поединец има конзилиарно мислење од соодветна клиника, дека државата нема капацитет да врши таа соодветна хирургија или било што странство. Ама сме имали ситуации и некои од нив многу
неоддавна, каде што во ист момент се доставува барање за лекување во странство во фондот, а истовремено се отварат донаторски линии да се приберат пари за лекување во странство. Од страх го права, да. Па нема потреба. И потоа се враќаат парите. Ние веќе влеговме во преговори, па колку се враќаат, не знам, не би влегово тоа. За некој фонд да се направи така. Па нема потреба за фонд, бидејќи фондот за здравство е фонд. Значи, само доколку фондот за здравство од било кој законски или други причини одбие одредено барање, тогаш има причина и потреба можеби да се соберат на хуманитарен начин тие средства од граѓаните. Но веќе сме во завршна фаза на разговори со двата мобилни оператори, Телеком и ВИП, каде што ќе дефинираме протокол точно во која инстанца граѓаните ќе можат да отварат донаторски линии, бидејќи не сакаме да додојме до заблуда, како што сега имало, каде што и се добијат пари од фондот и приберат пари од граѓаните. Само во случај кога фондот одбил од било која причина, тогаш ќе имат граѓаните право да приберат средства од граѓаните. Има и реални, имало доста злоупотреби. Но мора да избегнеме ситуација и фондот да плаќа и граѓаните да донират во најдобра волја. Кога ги спомнавте консилијарните мислења, нели сметате дека тие комисии, таа првостепена и второстепена комисија на фондот, се малку и дволични. Не малку, него малку и повеќе. Во смисла дека тие лекари истите издаваат консилијарни решенија за лекување во странство, а потоа истите тие лекари во комисиите не им дозволуваат да одат на лекување во странство. Не знам дали конкретно јас сум се очил така преку дека истиот човек кој излезе, ама тоа и да е така и тоа да е така би било, значи комисијата сепак е составена од 7 члена и не може да биде дека тројца да се случи тројца лекари да издале консилијарно мислење, тројца се па мислам го намера се. Тоа може да се случи инцидентно, не исти. Може да биде еден член кој но секако комисијата е составена од 7 члена и се бара мнозинство. Но причините зошто ги одбиваме не е толку често колку што мислите, посебно не во последно време, и повеќе повторно, повеќе од технички причини или некомплетирана документација или несоодветно давање на консилијарно мислење, ако се утврди дека таква терапија е возможна да се прави во Република Македонија. Добро. Јас имам многу прашања, но еве од режијата ми кажува дека мораме да привршуваме. Ова прашање морам да ви го поставам. Во една прилика изјавивте дека и вие имате дете со посебни потреби и дека добро ги разбирате родителите кои што си бараат чаре со нови иновативни лекови или со лекување во странство. Дали постои можност нови иновативни лекови да одат преку Фондот за здравствено осигурување, а не преку програмите на Министерството за здравство, затоа што еве годинава имаме ситуација кога за ретки болести се крати буџет. Повторно се сведува на избор на општеството. Тоа е преголемо прашање да го заставите до мене. Тоа е прашање на избор на централниот буџет. Зборувавме доволно за изборот на претходната влада. Веќе гледаме дека има промена. Видиме дека премиерот лично се заложи за Јане и ситуација со спинроза, иновативниот лек. Значи гледаме дека има многу позитивни, но не значи апсолутно. Ние сме должни за секој граѓанин кој има потреба да излеземе во пресрет, но тоа не може да се направи само од средствата на фондот. Тоа бара стратегија на централно ниво. Како што кажав, имаме за среќа што имаме премиер кој лично ве уверувам дека става голем акцент на здравството. Не можат нешта да сменат преку ноќ, но важно е да се движиме во прав правец. 20 пациенти со ретки болести во новата програма на Министерството за здравство се движат, работите во прав правец и апсолутно се согласувам дека мора државата се труди да излезе максимално во пресрет на секој кој има реална здравствена потреба. Да му се овозможи лекување на секого. Добро, мораме да завршиме. Ви благодарам што бевте гостин во 24 анализа. Вам почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете и понатаму да ги следите програмите на 24 телевизија. Пријатно.